Четврток, 6 декември во 19 часот во малата сала со промоција на новата книга, последна книга на планетата Земја од авторот Филип Петровски, ќе бидеме збогатени со уште едно ново дело. Многу повеќе за книгата и за тематиката, но и за она што може да се прочита во ова интересно поглавие или во ова интересна книга која што носи навистина актуелен и настан, но и тема. Последната книга на планетата Земја ќе слушнеме од мој денешен гостин. Добар ден на Филип Петровски. Добар ден до сте во студиото, добар ден до сите слушатели. Мене ми е драго што се среќаваме повторно во студиото на Радио Браво, бидејќи ти си автор на уште една претходна и така многу интересна психолошка книга или психолошки роман. Става збор за светот во световите. Ќе проговориме малку и како помина таа книга, но сега да се задржиме на она што не очекува на 6 декември. Повели нешто повеќе за последната книга на планетата Земја. Зошто баш последната книга? Последната книга е еден постапокалипсичен роман, каде што во книгата превладуваат повеќе тематики, психолошки тематики, филозофски. Главниот лик пред се дава еден осуд кон човекот и кон сите негови нови особини, атрофирани, и дава насоки од дени како тој да преживее во сето ова сивило на денешницава. Во книгата е за преживување, за обстанокот на човекот, за човековиот избор. Книга која упатува на човекот во човекот. Значи, навистина тема која што ја засега денешницата, можеме да речеме. Од каде црпиш вакви теми, од каде црпиш инспирација за пишување? Сепак ова е психолошки роман кој што малку треба многу повеќе да се вдомиме во него, односно да подразмислиме за она што сакаш да го речеш. За инспирација би рекол дека од се што не обкружува во денешните, од се што се огледувам и со еден внатрешен глас кој е пред се една муза, пробувам да составам преку визии еден роман кој што ќе даде осврт и за самиот човек, а и за се тоа што се случува на планетата Земја. Филип, најдов една речничка вака во предговорот. Што би направил ако деновите на планетата Земја ти се одброени? Па, јас како автор мислам дека се уште не комплетен одговор или коректен одговор на ова прашање. Најверојатно би не знам, интересно прашање, или немам одговор како автор. Јас тоа прашање прочитав во твојата книга. Може со ова сакаш и читателите да ги збуниш. Токму така, да. Да проговориме за рецензентот, да проговориме за книгата, кој е издавачот, од колку страници се состои. Ова книга е од издавачка куќа Ѓорѓа. Книгата број 250 страни. За рецензентот, тоа е мојот драг пријател Оран Стерчевски Джина, кој воедно и самиот промотор на оваа промоција. 250 страници, колку време ти требаше за да ја напишеш оваа книга? Книгата е плод на претходни преживеани случаи кои се модулирани, кои се ставени во самата книга, али активно пишување ми траеше 2 години. Многу време. Па, може се жали, сакам да најавам со дека ова книга ќе е дел од на трилогија, каде што вториот дел веќе се работи. Значи веќе подготвуваш и продолжение на самото. Да, тоа не знам колку ќе трае, можеби година-две, али ова книга ќе трпи мало продолжение. Тоа значи дека нема да се совпадне со насловот кој што вели последната книга на планетата Земја. Можеби ова е последна книга на планетата Земја, но дејството се преместува, продолжува таму горе, можеби на Марс. Можеби. Ако продолжиме со вакви климатски промени кои што ги доживуваме, кој знае? Сето тоа, климатските промени, недостатокот на кислород на воздухот, сите тие глобални проблеми се вклучени во книгата и се обработени на еден многу интересен начин за читателите. Значи разработуваш на еден горчлив проблем, на горчлива тема која што не сега сите. Токму. Затоа треба сите да ја прочитате последната книга на планетата Земја од Филип Петровски, која што ќе се каде? Ќе најде за продажба на kupikniga.com.mk во градските книжари, исто така по Скопје и од самиот автор. Дали ќе има и во градската библиотека? Апсолутно, да. Да.
Но ќе можат сите и кои сакаат да ја набават најверојатно и на промоцијата која што е закажана за 6 декември. Токму така, да. Ајде повеќе, ќе ни откриеш ли што ќе следува освен промоција на книгата и што можеме да доживееме на 6 декември? Пред се сакам да се заблагодарам на спонзорите, а тоа е општина Куманово, Кафе Бара Гора, кој по втор пат се спонзори на ова дело, и исто така до Мултитим. Голема благодарност исто до мојот драг пријател Зоран Арсовски, бабата, кој е воедно вклучен во самото дело. Неговата кори, неговото уметничко дело е дело Трицова книга. Исто така сакам да кажам, да искажам голема благодарност до Горан Цанков за техничките подготовки. За промоцијата ќе има мали изненадувања, ќе има вклучени скетчови перформанси кои се дел од самата книга, ќе имаме специјални гости од Мексико за самата книга и мора да има некоја музичка точка. Велам мора, затоа што знам дека ти си дипломиран фаготист. То така, да, музичката точка е од самиот автор на книгата, тоа е од мене. Ете како можам јас да те откриам. Токму така, да, самиот ќе си свирам на промоција. Така. Значи со музички точки, со скечеви, со извадоци од книгата ќе биде збогатена една убава вечер во 19 часот во малата сала во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев 6 декември. А сега Филип, ајде да се потсетиме на Светот во световите. Како помина? Светот во световите беше исто така презентирана пред публиката пред 2 години и самата книга, самата тематика во книгата која налага на читателот да биде дел од неа, како вклучен рецепционер на пишаниот збор. Самата промоција беше прекрасна, имаше голем број на посетеност. Продажбата на книгата беше исто така изворедна, за скоро 2 месеци останав самиот без книга, што се вели. Значи поне одлично. Така. Да се надеваме дека и оваа твоја книга и ова твое дело ќе помине така убаво. И да се видиме за следното кое што го планираш отприлике за колку време? Па не знам, можеби пола година, можеби година дена. Ние ќе бидеме во неизвестност. Да. Филип, повели уште еднаш, покани ги сите наши слушатели, наши сограѓани и пошироко кај да не слушаат, да бидат дел од твојата промоција. Значи ги помагам сите љубители на пишаниот збор кои сака да се до еден постапокалиптичен момент и да читат оваа книга на 6 декември во мала сала во Дом на култура во 19 часот ги поканувам сите љубители на пишаниот збор. Ти благодарам за учеството и доколку нешто не прашав, еве повели или ќе оставиме за следниот пат со новата книга? Па исто така би напоменал за книгата дека во книгата се сретнува едно биолошко оружје кое е смесено нашето најомилено домашно мелениче, а тоа е нашиот мобилен телефон. Каде мобилниот телефон е една од главна застапеност и тематика во самата книга и токму преку мобилниот телефон тие светски корпорации сакаат да не контролират и да владеат со нас. Така да овие интересни моменти прочитајте ги. Токму така, да. Филип, ти благодарам уште еднаш и се гледаме во друга прилика. Благодарам и до вас.